Беласица летните подготовки за новата сезона од втората македонска фудбалска лига ќе ги одработи во Струмица. Веќе се договорени пријателските надпревер преку кои ќе се темпира формата за новата сезона. Подготовките ќе се одвиваат овде во Струмица. Закажени се 8 пријателски надпревари. Првата е со Којжо веќе на 13, а на 10 август ни е генералката со Детонит. Како што кажи шефот на стручен штаб на Беласица, Александар Стојанов, во изјавата за телевизија Емнет, Беласица пријателски надпревери ги започнал со Кожув на 13 јули, потоа следува тест со Трајло од Србија на 17 јули, 3 дена подоцна тест со Вардарски. За на 24 јули е закажен контролен меч со Вардар Неготино. На 28 јули Брера ќе се тестира со Беласица, на 3 август против Победа, на 7 август со Слога Виница, а генералката е со Детонит Плачковица на 10 август. Марио Дебрешлиевски е прво летно засилување за Беласица, зашто веќе објави телевизија Емнет, а во следниот период ќе следат и новите засилувања, а костур на тимот е сочуван. Ќе се засилуваме на позициите кои што ќе ни допринесат за да го подигнеме нивото на тимот. Костурот останува. Во преговори сме со неколку искусни играчи кои што ќе дадат плюс сила за да нападнеме некои од местата кои што носат во повисок ранг. Доколку не успееме да се договориме, ќе останеме со истиот ростер и со некои надополнување од нашата младинска школа и млади играчи од Македонија. Беласица во новата сезона ќе се обиде да направи изненадување и да се вмеша во трката за горни дел од табелата и да ги напаѓа местата за првата лига. Остануваме тука во Струмица, ќе работиме целиот тој период од припремите и мислам дека ако добро се припремаме, кај што не сумњам, ќе бидеме исто така изненадување уште на стартот на првенството, без разлика кои екипи со какви играчи се засилуваат. Ние сме сепак Беласица и сепак играчите кои што играат за Беласица значат нешто. Беласица минатата сезона настапуваше со млади играчи од нивната школа и заврши на 7-то место со 42 бодови, колку што имаше и Вардар Неготино кој беше 6.